Со операта на шумските животни во изведба на македонската опера и балет, во недела во Штип ќе стартува единствениот детски театарски фестивал во државата Малиот принц. Фестивалот ќе трае до 26 ноември и според репертуарот треба да бидат одиграни 6 театарски представи. Следува Македонски народен театар во понеделник со Силен четвртокот Шанца, тоа е една доста позната представа. Потоа ни следува театар за деца и младинци со Гига Мегабајка. И последните 2 дена ги имаме Маша и нејзината волшебна приказна, според познатиот цртан филм Маша и Медо, тоа ќе биде театар Крик, и Јованче и Марика од театар Бабец од Битола. Покрај ова официјална програма имаме и неофицијална, нели така речено специјална или оф програма, во која што за прв пат, сега не сум сигурен во оваа информација, но кај нас ќе се одржи Карагјос театар, кој што е еден стар вид на театар на сенки, кој што ќе биде многу интересен за гледање. Се потрудивме оваа година озвучувањето да ни биде подобро, за да може секое дете, дури до последниот ред, да слушне се што ќе кажат актерите. Јас би ги замолила сите родители и деца кои што сакаат да ги посетат представите, било која од овие представи, затоа што сите се прекрасни, верувате, да си купат билети пред представите, мислам не на денот на представата, затоа што верувате ќе биде многу гужва. Ваквите фестивали се од огромна важност за понатамошниот развој на децата, бидејќи живееме во период кога технологијата, телефоните и компјутерите како и социјалните мрежи се единствената алатка за меѓусебна комуникација, истакна селекторот на театарскиот фестивал. Фестивалот трга во еден таков пат. Не само да ги разоноди децата, не само да ги доведе во една ситуација која што ќе значи представување на театарска представа на еден тип на уметност, него и просветителска улога има. Таа просветителска улога овде се огледува во тоа дека децата без преку театарот, оне што би, како што би рекол Гоголь, преку нешто што најмногу може да му каже на светот, најмногу можат и да научат. Во рамки на фестивалот предвидено е да се одржат работилници, каде што најмладата публика, децата, ќе се запознаат со процесот театарска представа, а истовремено ќе бидат организирани литературни читања на дела од детски автори. За наредната година, посочуваат организаторите, се бара начин овој фестивал да добие и интернационален карактер. Буџетот за овогодинашното 5-то поред издание е 300.000 денари.